Јавноста е исклучена, јас мислам дека оправдана, бидејќи се работи за посебни истражни мерки. Мислам дека за отприлике 2-3 такви главни претреси дека ќе се апсолвираат овие стари разговори, па ќе стигнеме до така наречените бомби. Инаку јас разбирливо не можам да ги коментирам овие разговори кои се нели одвиваат на главниот претрес со исклучена јавност. Меѓутоа во главном овие разговори кои ние ги предложиме, а кои не беа предлог на обвинителството, мислам дека ќе ги расветат некои многу битни моменти за овој кривично правен настан. Значи имаше еден добар квантитет на разговори, прислушувања кои биле презентирани од обвинителството на организиран криминал на времето, меѓутоа кои биле во предметот, а не биле ислушани. Ние како бранители ти ги предложиме и во овој стадиум комбинирано би рекол се одвиваат прислушувања и на тие разговори што ние ги предложиме, а и на старите веќе што се слушнати од старото јавно обвинителство, од организиран криминал. Неодамна во интервју за пишан медиум обвинителката, специјалната обвинителка Фатиме Фетај рече дека ќе се дознае вистината и овој процес веќе ќе се приврши до крајот. Дали мислеше на она дека на оние нови материјали или така наречени бомби кои ги наговести и дали имате вие, претпоставам треба да имате и увид, нели претходно за да може воопшто да бидат презентирани како докази. Дали сте повикани, дали се вметнати во предметот бидејќи останаа така да висат. Само се во јавноста за нив се разговара. Да го следев тој интервју и јас исто така сум сигурен дека ќе дојдеме и до сторителите на кривично правен настан. Меѓутоа се уште од специјалната јавно обвинителство не се нити предадени, нити мислам дека се воопшто и во судскиот предмет, бидејќи при увидот кој го извршиме сега скоро, ние не забележаме дека се предадени тие. Меѓутоа, поради сензитивноста на тие докази, мислам дека пред да бидат изведени, дека ние како одбраник имаме прилика да ги слушаме пред тие да бидат изведени. Меѓутоа, за нас е сеедно, битно е да дојдеме до вистината. Без оглед дали ние како бранители посебно ќе ги слушаме или тоа ќе биде, мислам, на главен претрес. Колку количество има од преслушкувањето, од бомбите? Знаете ли за колку? Не го знам, не сум запознаен со квантитетот на тие докази, мислам дека се работи за поприличен број. Меѓутоа истите немаме никаков досега нити контакт со тие докази, ниту пак некои сознанија, нити пак сме се обратили до СЈО, се разбира од кои причини за овие докази. Мислам дека тие докази и како што и изјави специјалната јавна обвинителка навистина ќе дојдат до извршителите на овој гробно настан. Од овие прислушувани разговори ќе се дознаат и нарачителите на овој настан. Јас мислам дека согласно на изјавата на специјалната јавна обвинителка дека ќе се дојде и до вистинските сторители. Едно што е сигурно дека овие обвинети не се сторители на овој настан. Тоа може да се тврди. Насер, првично кога беше изречена пресудата за овој случај, судијата Ивица Стефановски тогаш рече дека токму од примерките се утврдило дека еден од обвинетите, поточно Фейзи Азери, им помогнал на првообвинетите да избегаат во Косово. Дали досега тие што се разгледаа примерки беа токму еве тие? Прво битно истрагата која беше усмерена спротив обвинетиот Азери Фейзи Азери беше усмерена воопшто за сосем друго кривично дело, а тоа е помагање на сторител по извршување на кривично дело. Меѓутоа мислам дека тука јавното обвинителство од организиран криминал кој на времето нели го водеше овој предмет, мислам дека најдена една законска правна пречка, бидејќи нема одговорност, тоа е ставот 5 од членот за помагање на сторител, за лице кое е потомок или од крвно сродство. Како се работи за Алил Демир кој е внук на Фейзи, мислам дека тука дојде до една ситуација каде што јавното обвинителство од организирано, велам се најде еден цајтнот временски практично, бидејќи требаше да потоа почна да даде обвинение, па така го усмери во правец на соизвршител, уствари како главен организатор, замислете со лицето кој е слободен, кој наводно организирал со кривично правен настан со Фейзи Азери, а тоа е лицето кое во прв степен токму тој судија ослободен од одговорност. Па се постава прашањето како можеле овие двајца да го организираат кога едниот од нив е ослободен. Зборам за Седи Рами.